Режимот на СДС започна со чистките и бруталната партизација на државата, за која сметката ќе ја плаќаат граѓаните со своји пари. Во буџетот за нови привремени вработувања и други ставки со кои ќе се финансира партизацијата, се предвидени повеќе од 100 милиони денари. Со овие пари на граѓаните, Заев ќе ги плаќа фактурите кон оние кои му помогнаа да дојде на власт преку насилство и на нелегален начин. Ветувањата на Заев дека ќе брка луѓе од работа и ќе вработува партиски кадри по методот од чистачка до директор, веќе започнуваат да се спроведуваат на дело. Без никаква законска основа се разрешуваат луѓе од своите работни позиции за кои имаат договори, а се вработуваат партиски послушници на Заев и СДС. Партизацијата ја најави и пратеникот на СДС, Курто Дудуш, кој на граѓаните им кажа дека членската книжка на СДС ќе им биде втора лична карта и без неа не може да се надеваат ниту на вработување, ниту било каква друга услуга која ќе им следува како на обичните граѓани. Покрај партиските, СДС и Заев во администрацијата ќе вдомат и шарени профитери, на кои им се исплатеше насилството и ширењето на омраза. Наместо со парите на граѓаните да се подига стандардот и квалитетот на услугите во државата, повеќето од 100 милиони денари ќе бидат искористени за Заев да им се одложи на овие профитери кои глумеа невладин коректив на власта за да се дограбат до фотели и позиции. Во 2006 година Европската комисија во извештајот за Македонија имаше заземено принципиелен став дека се неприфатливи колективните разрешувања без соодветна основа. Бараме Европската Унија да остане принципиелна и да го осуди грубото партизирање на државата, кое е спротивно на сите европски искуства и стандарди. Со бруталната партизација и чистки, Македонија не може да се надева на напредок во евроинтеграциите.